Владата на Република Македонија ја одржа својата прва седница, а на истата премиерот Зоран Заев ги определи Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Бујар Османи, Кочо Андјушев и Хазби Лика за негови заменици. За шеф на кабинетот на премиерот Заев е избрана Мирјана Јанева, додека за генерален секретар на новата влада е избран професорот на правен факултет Драги Рашковски. Токму изборот на Рашковски на оваа функција најде на низа реакции ширум јавноста. Имено медиумите истакнуваат дека новиот генерален секретар на ораторската вечер Иво Пухан во 2006 година во текст со наслов "Не за НАТО" пишува за според него негативните страни на НАТО и не сака никако да прифати Македонија да влезе во таа организација, што е диаметрално спротивен став од оној на премиерот Зоран Заев, кој вели дека примарна цел на новата влада ќе биде Република Македонија да влезе во Европската унија и НАТО алијансата. Од ВМРО ДПМН се огласија преку соопштение во кое велат дека новата влада не губи време за да го оправда епитетот антиреформска. Уривање на оградата околу владината зграда и укинување на програмата Кембридж се приоритетите на Зоран Заев и неговиот тим. Нема нови проекти, нема подобрувања, нема нова додадена вредност за граѓаните. Граѓаните не сакаат деструкција, блокади и поништување на проектите. Граѓаните се против антиреформи. Тие очекуваат СДС да го исполни ветеното, да не се реализира тиранската платформа и да се изградат нови 500 километри автопат. Граѓаните очекуваат минимална плата од 16.000 денари, просечна од 30.000 денари, а лекарите со право се надеваат дека час поскоро ќе добијат плати од 100.000 денари, кои СДС им ги вети. Граѓаните се во исчекување и на дополнителни 30.000 денари годишно, кои Заев ги ветуваше како поврат на 15% од ДДВ. Граѓаните очекуваат отпочнување на преговори за членство во Европската унија и влез во НАТО без да се задира во македонскиот идентитет. Стои меѓу другото во соопштението на ВМРО ДПМН. Во соопштението на владата се вели дека на седницата исто така формирани се и основните комисии на владата и тоа: Комисијата за економски систем и тековна економска политика, Комисијата за политички систем и Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој. На владината седница се формирани и посебните комисии на владата: Комисијата за именување, Комисијата за станбени прашања и Комисијата за приватизација. На седницата на владата е формиран и управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, чишто раководител е Оливер Спасовски, заменик на председателот на владата и министер за внатрешни работи.